Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно интервју од оние кои што ги правиме со кандидатите за градоначалници на град Прилеп. Денес во студиото го имаме Владимир Ѓорѓиовски, кандидат од политичката партија Македонска ера трета. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата да разговараме и да ја представите вашата програма. Поздрав до вашето студио, поздрав до прилепчани. Јас сум Владимир Ѓорѓиовски од Прилеп, со долгогодишна традиција во градот. Татко сум, женет сум, имаме фамилија, имаме и млади, имаме и стари, имаме комплет. Ги знам. Значи фамилиарен човек кој што доаѓа од бизнис сектор. Од бизнис сектор. Скоро 40 години се занимаваме со стопанство, со бизнис, со повеќе теми, од кои работевме во ЗИК 9 години, го знаеме производството на храна и од сточарски и од земјоделски производи. Сне работеле и дејне и ноќе, пошто таа работа нема крај. Не памтам јас празник или делник да не сум бил на работа, пошто со жива стока мора да видиш таму цело време. После тие работиме исто и во трговијата, ги знаеме маките на трговците, ги знаеме барајната, ги знаеме потребите. Од 95-та до сега работиме и во градежништво, ги знаеме сите проблеми, сите барајна на граѓаните, дали било инфраструктура, дали биле објекти каде што треба да се произведува, објекти каде што треба да се докторите, објекти каде што треба целото стопанство да работи, така да и тој дел ни е многу добро познат. Сне работеле и работиме инфраструктура. Имаме објекти во Македонија направено многу, али ќе зборувам за Прилеп сега, пошто сне кандидат за градоначалник. Најмалце 2000 кои ќе имаме во Прилеп направено. Имаме градени училишта, градинки, ресторани, кафани, производствени капацитети, згради, станови. Значи во секој случај успешен градежен бизнис, претходно и се уште искуство и во други сфери. Во сите сфери, да. Значи ако имате веќе децениска, повеќе децениска кариера како бизнисмен, која е потребата да се кандидирате за градоначалник на град Прилеп? Што ве натера да влезете во оваа трка? Во оваа трка не натера, за да го направиме Прилеп подобар и да го клајме последната круна од животот што имаме. Во сите овие сфери сме добро познати, имаме добри резултати, одлични, имаме дипломи, признанија од благодарници, целзи да го наредиме од сите страни, тоа кажува дека го работиме успешно. Али накрај сакаме да направиме уште поголема работа, сето ово искуство што го имаме досега, да го ставиме за градот, уште повеќе да има резултати, бенефити и поубав живот на прилепчани и околните места. Знаете да кажете или велите во вашите излагања дека Прилеп го гледате како земјоделски град. Како го гледаме, ај од земјоделски прво да почнеме. Како конкретно ви го поттикнале земјоделието како општина? Сепак тоа се Значи многу едноставно. Со производителите има тие многу проблеми, почнувајќи од набавка на репроматеријали, понатаму со откупните центри и пласирањето на производството.
Наша партија Македонска ера трета со многу земји има склучено договор за комплетно сето производство да може да го откупа. Така да нашите земјоделци не треба да бера гајле за откуп и за пласман, пошто тоа е веќе обезбедена работа. Ние само треба да му кажеме да не бера гајле, има кој да застане за сето тоа да го сработи и тие само да си произведува и глата да не ги боли. Велите, нашата партија има подпишано договори со земји, Како партија, значи, со некои сестрински партии од други земји или затоа што со земја? со скоро сите суверенистички земји што се, тие се скоро 80% од свето, а нормално и со европските, каде што овие работи се веќе договорени и е обезбедено. Пример за производителите на раноградинарски и други оранжериски производи, со кинези имаме договорено да ни донеса фотоволтајни фолии, каде што сите оранжери ќе бидат покријани со нив. Автоматски има и светлина, има и топлина, има енергија. Значи може и до 2 производства или 3, зависи од кој артикал сада, да биде обезбедено. Значи 12 месеци да се произведува. Цело време да се произведува. Со сточарите исто имаме со нашите стручнаци за хидрофонија науката, што е, каде исто и та се употребува и во оранжериското производство и башка за производство на храна за стоката. С нашите студии, што се во свето веќе воспоставени, по пресметки, 1 квадратен метар на 3 метра висина на фиоки наместени, висина 5 сантими, се става вода, се става жито, за 7 дена веќе имаш производ кој што е спремен, му се дава на стоката и корено и стеблото за храна. Малце е чудно, али вистинито, 1 таков квадратен метар на 3 метра вистина, значи 3 кубици или волумен, произведува храна колку 1 хектар за една година. Така да, Овие се сериозни работи, али сепак ако се поттикнува земјоделието на таков начин и ако се зголеми производството да би имале количини кои што би оделе во извоз, тука несомнено треба да се помисли дека треба и нови земјоделци или младите да почнат да сакаат да се занимаваат со субвенции земјоделие. ќе му даваме на сите. Како младите да се поттикнат да го работат земјоделието? Дали тоа го имате во вашата програма? Ние веќе во кампајнава, а и претходно, не само овој период, ова веќе неколку години го зборуваме, каде што одиме кај земјоделците, каде и тие не бара, му го споделуваме и со душа чека тие да дојдеме за да го почнеме нешто да се работи. За земјоделието дефинитивно тие ви се мерките, а И стои предвидени се откупни центри на кај којнари на та страна за Пелагонија, да биде откупни центри, сакаме Пелагонија овде ќе го Прилеп да биде главен откупен центар, каде што и аеродромот што е во Којнари ќе биде како карго аеродром направен. мислите дека е тоа возможно тука да се направи? Возможно е. За каргото се подруги услови, него за Так. патниците. Ајде и тоа е страдено. да се префрлиме на друга тема. Како ќе се реши нечистотијата со отпадот кој што ги имаме проблемот? Како мислите овој град да стане, да го направите чист, да биде достоинствено место за живење и како да заличи реално на една урбана средина во која што сите ќе бидеме среќни што живееме? Во мојот мандат сакам овие прашања една за секогаш да бидат решени трајно, а за да ги решиме трајно, сега ќе објасниме како. Кај што е депонија Талинци, ќе се изгради капацитет, фабрика за преработка на џубрето. До неја ќе биде депонија за градежен шут, каде ќе се депонира градежниот шут.
и тука има машини каде го дробат и тој гранулат и тој материјал ќе се употребува за потребите на граѓаните. Знаеме дека во околината на Прилеп има многу викендици, многу и штали и други објекти кои што ги користат граѓаните. Сиот тој материјал ќе биде за нив, на кој му треба, му се дава да си и подполна и дупки, некош и ние ќе ги општината ќе му помага, да не си крша коли така натаму, да му биде сето пристапно. Исто и до нив ќе биде и стационаро за кучина, еден месец ги собираме кучината, ги носиме таму. Договорено е со кафани, ресторани и други производствени капацитети каде му останува храна. Има општинско комбе, си ротира, ги собира храната, му се носи кај кучината и автоматски 3 во 1 решаваме. Додека овие се многу помали работи, што ги зборуваме во споредба со тие што ќе ги спомниме после, што се фундаментални. Тука кога зборуваме за комуналните проблеми, тука станува збор за состојбата на комуналните предпријатија. Нормално. Тие се во моментот во големи долгови, колку што можеме според завршната сметка од минатата година и ова не очекуваме да биде ништо подобро. Како ќе се реши тој проблем за тие да можат да ги дават овие услуги на високо ниво? Значи, за сите организации, еве конкретно и за комуналец, мора да има квалитетен кадар, квалитетен директор или менаџер, кој што таа работа ќе ја заврши со помош нормално моја, каде што собирањето на отпадо ќе има други рамки, каде што ќе си има и редари на многу места, тие редари населението ќе го едуцира со санкции, со укажување и така натаму, и по полека колосек ќе си влези народо. Нормално ќе има многу повеќе канти, многу повеќе материјал каде што треба да го фрла граѓаните, така да се едно добро менаџирање не е проблем ништо да се заврши. Покрај комуналец го имаме тука и водовод. Последна година, при година и пол, реално гледавме многу реакции од граѓани дека после долго време имаше недостаток на вода во Прилеп. Значи, се жалеа луѓе, особено од повисоките места, од Рит, од Точилоде, од повисоки спратови, дека многу често се случува или многу намален притисок, па и дури немање на вода. Вие велите дека Прилеп има сериозни губитоци, и директор и сегашниот директор на водовод тоа го каже. Како да се реши тој проблем со губитоците на вода? Значи, кога имаме квалитетен директор и квалитетен тим околу него, се решава. За губитоците, почнувајќи од кај кичевските села до Прилеп, на премногу места има цевките ги кршат, течи вода, покрај другото исто и во градо има, граѓаните реагира, малце се екипи и на секое пријавување, место за 1 ден, 2 и 5 дена, 10 дена, 20 дена. Самата таа закасната реакција си го носи своето. Јас знам, ако, еве во градежната фирма кај мене, ако не чина мајсторите, нема да направам објекти убај, ќе има проблеми. Ама кога ставаме сегдеки квалитетни луѓе, работата ќе си оди како сад. Не мислите дека тука во таквото функционирање на јавниве комунални предпријатија дека има голем удел и тај партизирана за која што 30 години зборуваме, како ќе се справите со тој дел? На сите чаре ќе му најдиме. Ако некој вработен, кој што една изречица прилепска има, не ме вработи типа да ми наредуваш. Во таков случај... Секој заплатата треба да си одработи. Секој заплатата треба да си одработи. И понатаму, кога ќе биде сето во ред ставено, самите тие ќе вела, оти порано не дојде ти, да имаме и појќе пари, и поубај плати,
и дефеци помалце и така натаму. Значи мислите дека без разлика на кој како е вработен, дека ќе успеете да го убедите дека едноставно треба да си работи. Нормално, сега како градоначалник јас имам повеќе увид во повеќе работи. Сега не можам како граѓанин да му појдам на водовод и да му кажам вака правите. Ама тогаш веќе пишува овде градоначалник и друга песна е кога ќе застанеме тука. Да земеме ситуација седнувате на градоначалничкото столче и имате совет кој што треба да ве контролира и ги носи одлуките кои што треба да ги спроведувате, кој што е сериозно измешан, барем според предвидувањата се или анкети и така натаму се почекува година многу измешан совет. Дали ќе успеете да соработувате со сите тие советници? И за тоа прашање не се сеќирам, поради тоа што самите советници, како што ги гледам и како што ги знам, сите се за ова да се направи добро, така да со заеднички тим ќе се заврша многу работи. Значи верувате во соработка без разлика која политичка партија или независен? 100%. Оти кога ќе кажеме тоа што е добро, не може никој контра доди за тоа што е добро. Значи верувате во разумноста на Прилепчани? Да. Мора тоа да биде инаку мав не е план. Еден од проблемите што Прилеп ги има е недостаток на местата во градинките. Во вашата програма имате многу интересни решенија за тоа. Може да ни кажете за што станува збор? Ја ќе кажам како прво почнувам од мојот пример, секогаш така работиме. Кога учев осмолетка или до 4-то деление имаше дневен престој. Во сите училишта, макар што бевне премногу ученици, тогаш во едно деление имаше по 38, по 39 ученици, па пак имаше место за сите, пак имаше дневни престој, па имаше функција. Сега се 3 пати, 5 пати помалце број на паралелките, по еден спрат, по 2 училиштата, така нисто. Си имаме капацитети, ќе ги адаптираме и ќе си биде решено и то прашање. Има и други полно објекти низ градот каде што требало да има, не се да речеме кај Тутунски назад, така стои искрчено. И еден куп објекти има што се реинирани, со реконструкција се решава сето. Со планско работење, то ни работа. Значи, за разлика од другите, не ветувате градење на нови градинки. Нема потреба да трошиме време и место и така натаму, кога ги имаме и решаваме брзо. Друго е нешто да очекаме 5 години да се направи, друго е нешто за 5 месеци. Одма го ставаме во функција и родителите да си биде рајат. Ако градинките ги решавате, недостатокот на места во градинките го решавате со адаптација на постојачки објекти, како да се подобрат условите за учениците, особено за основците, или што нив ќе им понудите ново како решение кои што би им го подобриле престојот во училиште, нивниот наставен процес? Сега клишево да не го зборувам од сите што го зборува, нормално училиштата треба да има услови, чисти педантни училници, квалитетен кадар, да работа по други стандарди, не по овие до сега што ги гледавме, поради тоа што нема квалитет од децата. Порано, јас го бев да речам 500-600 деление, специјално према програмата од образованието што беше, нашето деление беше одбрано прво во Југославија, по квалитет, по резултати, по оценки и награда тогаш беше кој одделение најдобро во Југославија, имаше поклон од Бриони од кај Тито, една гајба мандарини. Јас сум работел многу во образованието, ги знам и приликите и така натаму. Цело време бев и председател на родителите, така да ги знам сите точки кај треба, што треба да се направи. Исто и за средното образование, многу пати сум апелирал, редоследно како што оди, за недостиг на кадар. Значи, јас сум велел и сум барал од општината и од училиштето, ама како човек не бев
дали сватале и така натаму, не знам како му бил плано, али јас тоа веќе сега ќе го направам што требаше тогаш да се направи. А што е тоа? Во средните училишта имаме недостиг на ученици, а и автоматски тогаш и ќе имаме вишаки на професори. За да има работа и професорите, за да имаме повеќе ученици, од тие ученици да имаме бенефит, ја ќе спроведам следното. Бизнес секторот цело време кажува дека има недостиг на кадар, услужен. Дали биле водоинсталатори, дали биле електричари, дали биле плочкари, дали биле фасадери, дали биле пекари, кувари и така натаму, што е носто потребно. Во сите училишта ќе направиме пресек во кој струки ќе биде. Ќе си побараме акредитација од Министерството Скопје за образование. Тие акредитации ќе си ги добие училиштата, ќе си се отвора овие нови профили. Учениците тука ќе си се науча за потребната струка за која што сакаат и автоматски пола од времето ќе биде во капацитетите каде што се определени, за тоа и ќе си добија и на доместок. Фирмите веќе ќе може да ги пикира кој каде како што, сите не му се учи факултет. Децава си завршува, си почнува на работа, народот има бенефит од нив, фамилите сите. Сите не им се учи факултет, но многу голем процент веќе се запишуваат само заради одредени бенефиции кои ќе ги имаат од државата како студенти. Сега, ако кажеме дека еден мајстор, дневница му е 3.000, 30 дена ако работи 9.000, плюс храна 100.000 денари. Ода во странство сегдеки и толку му останува, не се дома, а вака ќе си биде дома, истите пари ќе си ги зема, ќе си има бенефит и за сите ќе чини. Значи мотивација со добри плати едноставно. Нема подобра мотивација. Беве дневница кај мене, пример мајстор зема 3.000, 3 нешто, помошниците зема 2.000, 2.000 нешто, плюс по 200 денари за храна, ги носиш на работа, ги враќаш и така натаму, сите се задоволни. Полно беа во странство, вика, не чини кај нас овдеки е поубаво. Сите ако направи ваков пристап, како што правиш ти, сите сме тука. И сега јас како обичен човек ова го постигнувам, ми како градоначалник. Ајде сега да ја остават намерно за на крај, полека да се, ама бајаги широка, тешка и веќе многу тешко и се поминува покрај таа тема, мислам физички, а тоа е градската река, особено каналот кој што доаѓа од Тризла. Како ќе го решите тоа, затоа што Прилепчани дефинитивно не заслужуваат да живеат со река која што е тешко да одиш покрај неа, а не нешто друго да правиш? Почнувајќи од кај мосто во Тризла, кај Беширо, продавницата, до мосто, до касарни, е џубре колку сакаш. Ама тоа слегува и надеж. Со покривањето на тој дел, автоматски џубре повеќе нема да фрла тука. Покрај тоа што нема да фрла џубре, ќе се прошири улицата, ќе може по-безбедно и по-пристапно да се воза граѓаните што живеат таму. Покрај тоа можеме веќе тогаш и да му пуштиме градски превоз, помали автобуси, така да и тие граѓани ќе си има и превоз, нема да има џубре и пристапот ќе биде решен за сите. Тоа е едниот дел. Другиот дел што му е планиран, од кај тој мост до кај мостот долу кај што се спојува Оревоечка со Дабничка, кај Типските, исто и таа ќе биде покриена. На тоа место веќе тука може да правиме содржини, утисите не може да работа државно и така натаму. Ќе се направи содржини како што беше порано. И ќе си има чевлари, шнајдери, аптеки, продавници и така натаму, услужно сето, за да може граѓаните
и да си има услуга и други фамилии од тука да си има бенефит за своите фамилии, да си остварува профит. А пак од тој мост до Лука и Димонареднико исто ќе биде покриено, со тоа што тука ќе биде паркинзите сите на 2 нивоа со метална конструкција, каде што веќе тоа горливо прашање ќе биде решено, а кога ќе биде тоа решено, автоматски ќе има подобар промет, продавниците, дуќаните и така натаму, полесно ќе идат туристи, значи кога немаме патишта, кога немаме паркинги, да сака да дојда, не може. А кога ова ќе биде се тоа решено? Велите содржини со занаетчиски дуќани, реално во старата чаршија во Прилеп има доста празни дуќани. Да докажам ова и тоа ќе ви реплицирам. Значи, кога реката ќе биде покриена, кога ќе имаме паркинг доволно, исто и тука ќе има по некој услужно за перење за коли, вулканизер, така натаму, и тоалети, тука ќе има наместено, ти градов исто и за тоа има потреба голема, а пак улиците од лево од десно ќе биде проширени, така да со ова градот ќе го споиме. Ќе има многу подобар пристап, не треба од овај мост сега да вртиме, па за овај да дојдеме и така натаму. Инфраструктурата од лево и од десно ќе биде дупла, исто и на влезот кај Салида, дупли улици, Александар Македонски и тој дупли, значи инфраструктурата во градот ќе биде петка, во секој момент од кај сакаш можеш да поминеш да свртиш без проблеми и така натаму. Исто и булеваро, и тој ќе опреправ, да има подобар прием. Сега на едната улица ќе застане некој во дуќаните да носи, само едно има, не можеш да поминиш. Ни брза помош, ни ова речија пожарна и така натаму, и самите граѓани не врва. Така да ќе има секој пристап до кај што сака квалитетен. Тоа е во тој дел. Така, сакам да ми одговорите само на ова прашање. Ако нудите содржини со занаетчиски дуќани на каде што планирате да ја покриете реката, а истовремено во старата чаршија имаме празни дуќани, зошто мислите дека тој дел би бил поатрактивен него старата чаршија за ти? И старата чаршија ќе си добија поради тоа што помногу луѓе не ода во старата чаршија од немање на паркинг, од немање на пристап и така натаму. Кога и тоа ќе биде решено, кога секој сегде ќе може да појде, автоматски сето ќе си профункционира. Кога овие работи сите ќе биде направени, автоматски имото на сите луѓе, дуќани помали, поголеми, така натаму, му се качува и вредноста. Поради тоа што има добар пристап, добар промет и нормално и цените си растат така. Во секој случај. Ајде полека да го заокружуваме муабетов, сакам да видиме со последните 3 прашања нака по-конкретни и сум запишал вака: ако утре станете градоначалник, кој ќе биде вашиот прв конкретен потек? Прв конкретен е решавање на урбанизмот. Ова е најглавното од сите прашања, каде што е моторо на општината урбанизмот, каде што од тука ги црпи најмногу средствата, најголем процент. Тоа го решавам на следниот начин. Значи, сите документи што му се потребни на граѓаните по основ на легализација, приватизација, одобрение за градба, реконструкции, оформување и така натаму. Многу предмети не се решени. Сега ќе ви кажам и конкретни примери со решавањето на овие колку се добива. Сите овие граѓани што има вакви предмети што не се решени, автоматски луѓето се закочени. Имаш куќа, дворо не те е приватизиран, а си плаќаш порез годишен,
ти не можеш ни да ја продеш, не можеш ни кредит да земиш и така натаму, оти не е веќе завршено. Кога тоа ќе се заврши, истото важи и за легализација и за други предмети, автоматски му го ослободуваш имото на граѓаните да може да купува, да продава кредити, да зема и така натаму. По решавањето на тоа, автоматски и цената нивна се качува, ако кошта 30, ќе кошта 50. Ако одобрението го чекаме 2 години, со истите пари сега, не можеме да ја направиме по 2 години куќата. Сега пример е 50.000, година или по година ќе биде 60-70. Тоа е многу битна работа за буџето домашен што го има граѓаните. А исто тука е многу битно што од тие точки и полно млади заминува и фамилии, не можеме ова да го решиме, мора чаре да бараме. Кога ова го решава, автоматски му е качуваш цената на самите објекти, тие веќе може да си планира и ќе се останат тука. Јас во многу куќи кај што сте работеле, не ни дава ова, не ни чека ова, децава со мажија, со женија, деца има, не собира овдеки, не ни дава. И чаре што правиме, заминува. Овдеки е многу битно прашање од сите овие што ги зборувам до се, сите се битни, ама ова е фундаменталното каде што и граѓаните ќе не остана и ќе биде побогати и нема си троша нерви и време за тоа, ќе си троша време и нерви и за да си прошета, да си направи друг бизнис и така натаму. Во овој дел исто ми е плано населбата градина, Кетипските, тоа е скоро, ајде да не речам, 1/5 од градо, што треба да се изгради. Тука веќе имаме готови генерални планови, готови дупови, каде што ги има содржините сите што се потребни. Тука треба згради да се права објекти од општ карактер, како што се трговски центри, спортски центри, затворени базенти и така натаму. Значи град по град. По системо, јас и магистар сум по архитектура за енергетски ефикасни објекти со обновливи извори на енергија и енергетски ефикасни материјали. Така да таа населба ќе биде по тој трг правена. Ако сега ние трошиме за овдеки 5.000 за енергија, таму ќе трошиме 2. Значи влегуваме во светската програма на заштеда на енергија и заштита на џебовите на граѓаните. Ајде за крај, која е вашата порака до Прилепчани и зошто би гласале за вас? Пораката до нашите прилепчани е многу едноставна. Сите проблеми што ги има, не велам дека и другите кандидати не чина, сите си има своje, ама моето искуство и од излагањето ќе ги направиме луѓето да бидат богати, стречни, успешни. Благодарам за разговорот. И на вас. И благодарам на вас што гледавте, се гледаме во следно интервју.